Бидејќи јас сакам да мрдам, ќе го земам микрофонот во рака. Гледам дека салата не е тотално празна, така да мислам дека ќе имаме и простор за дискусија. Прво, колку од вас се сретнале со акронимот CRISPR? Не многу. Колку од вас знаете како функционира CRISPR технологијата? Добро, тука некаде. Денеска ќе пробаме да ја демистифицираме малку таа технологија и секако ќе поразговараме за одговорностите кои следуваат со таа технологија, но прво да се запознаеме со ДНК. Сигурно голем дел од вас знаете дека ДНК е рецептата или алгоритмот за градење, формирање, функционирање на еден организам, така? Од бактерии, растенија, луѓе и така натаму. Сега кај компјутерите имаме единици и нули, а кај ДНК имаме А, Т, С и Г. И бидејќи има две низи, две вериги на ДНК, има еден многу прост код, А постојано се сврзува со Т, С постојано се сврзува со Г. И ако ја знаеме едната верига, ако ја знаеме нејзината секвенца, ќе ја знаеме и секвенцата на другата верига. И во секој од нас ние имаме околу 3 милиарди вакви букви во секоја клетка. И тоа се вика геном, севкупноста на тие бази се вика геном. Која е функцијата на ДНК? Има многу функции, има структурни, има регулациони и така натаму, но најпознатата функција и веројатно за сите тука е генот. Генот буквално е еден дел од таа ДНК, еден дел од тој геном, кој треба некако да се декодира, има информација во него. И кога ќе се декодира, нели првиот процес е транслација, тоест првиот процес е транскрипција, нели препис. После тој препис ние имаме еден процес кој се вика транслација или превод, од РНК се добива протеин. А протеините се ефтината работна рака на клетката. Буквално протеините ги обавуваат сите функции. Еве тука има, нема да го повторувам ова, протеините не прават нас. И сега предпоставуваме, ако имаме некоја промена во самата ДНК, многу поимливо е дека ќе имаме промена и во самиот протеин. Ако имаме промена во самиот протеин, многу е поимливо дека ќе имаме промена и во функционирањето на клетката, ткивото, органот или на целиот организам, така? Доколку секвенционирам било кој од вас тука, ќе откриам некои од 3,5 до 5 милиони такви промени во ДНК. Тие се викаат генетски варијации или попознати како мутации. Мутација има многу негативен контекст, затоа ќе ги викаме генетски варијации. Најголем дел имаат неутрален ефект, дел имаат позитивен ефект, односно го намалуваат ризикот за некакви болести, дел имаат негативен ефект, односно го зголемуваат ризикот за некакви болести. Сега и во самите тие ефекти ние имаме градација. Има некои со силен ефект, има некои со умерен ефект и има некои со многу мал ефект во однос на ризикот за настанување на некои болести. И сега добро би било сите тие мутации кои водат до висок ризик за некаква болест, ние да ги поправиме некако. Еве тука гледате има една листа на овие се генерално ретки болести, тие се предизвикани од вакви мутации со негативен ефект кои имаат силен ефект. Односно присуството на таа мутација скоро гарантира присуство и појава на болеста. Нели, сакаме да ги коригираме. Кон тоа се стреми медицината. И во последниве неколку години, барем во биотехнологијата, многу се разговара за CRISPR технологијата. CRISPR технологијата е многу проста. Нејзиниот природен механизам е како адаптивен имун систем за бактериите. Бактериите, како и нас, и тие бидуваат напаѓани од вируси. Тие вируси се викаат бактериофаги. И сега кога ќе влезе самиот вирус во бактеријата, доколку бактеријата ја преброди таа инфекција, таа зема дел од вирусот и го става во нејзината ДНК, во нејзиниот геном. Буквално го користи како меморија. И сега со следната инфекција, со истиот тој вирус, веќе бактеријата е спремна. Го користи тоа како вакцина и таа ДНК од самиот вирус, таа ја транскрибира во РНК и таа РНК го зема Cas9 протеинот од CRISPR. Тоа е буквално како молекуларен скалпел. Се врзува, го носи до бактериофагот, до вирусот и го неутрализира, го пресекува. CRISPR, Cas9 протеинот е буквално еден биомедицински молекуларен скалпел за биомедицинска хирургија.
И нели бидејќи оваа технологија сега има простор да се таргетира било каде во генот, има тука огромен потенцијал да направи поправка, модификација или деструкција на било која секвенца во ДНК, да ја однесеме до било кој дел на ДНК. Не дека претходно немало такви технологии, имало претходно исто така протеини, молекуларни скалпели кои се носеле до било кое место до генот. Но тие биле до ден денеска се комплицирани за дизајн и потребно е многу време. Сум работел со Zinc Finger, сум работел со CRISPR, со Toll ефектор сум работел. Која е разликата? CRISPR е како такси. Му давате локација, ќе ве однесе директно до таа локација и вие ќе се обавите својата работа. Со другиве технологии, тоа е еквивалентот на вие ја давате локацијата, но потребно е наново да изградите кола или такси за да стигнете до таа локација. И затоа CRISPR тука ја промени целосната игра во биотехнологијата, бидејќи алатка која е многу лесна за примена. И бидејќи оваа алатка има огромна палета на применливост, сега ќе наборам тука неколку примени. Например, во науката се користи за генерација на трансгени модел организми, за да моделираме некоја болест. Например, знаеме дека мутацијата во тој и тој ген води до таа и таа болест, ние внесуваме таа мутација, например, во глувци и потоа ги студираме, односно го студираме текот на болеста. Дали кај глувци, дали кај растенија, дали кај црви, не е битно. Во наука ова направи препородување. Бидејќи претходно биле потребни 2-3 години за да се добијат вакви модел организми, сега тоа се добива за 2-3 месеци. Така да, претходно докторантите кои работеле на моделни организми, ги работеле своите докторати по 7-8 години токму поради ова, бидејќи било потребно многу време да се направи еден моделен организам. Биомедицина, третман на генетски болести, понатаму ќе разговараме за тоа. CRISPR има употребна вредност во третман на инфекции некои. Например, имаме бактерии кои се резистентни на антибиотици, има тука простор преку CRISPR да се делува на тие бактерии и да се неутрализираат. Третман на канцер. Доколку ги таргетираме гените кои го драйвуваат канцерот, кои се драйвери на канцер и ги поправиме, предпоставуваме дека ќе се намали нивната туморогеност и тоа е еден од потенцијалните третмани, и да има многу подобри кои се развиваат тековно. За мене многу интересна технологија, ока CRISPR-Cas9 технологијава има огромна примена, генски драйвови. Тоа е многу интересно, бидејќи генскиот драйв представува пренесување на еден ген или едно својство многу брзо низ една популација. Еве, например, имате комарци кои пренесуваат маларија, така? И сега сакате вие тие комарци да не пренесуваат веќе маларија. Ја внесувате таа мутација и за многу брзо време тоа својство на непренесување на маларија ќе се пренесе до сите комарци во популацијата. И тоа е поентата, да има и некои поопасни моменти тука кои треба во иднина да се дебатираат во однос на генските драйвови, бидејќи пренесувањето на тие гени на тие својства иде многу брзо. Исто е еден од деловите во кои CRISPR се применува е во наука, за студирање на генска експресија, активација, визуализација и така натаму. Имам искуство во ова, буквално CRISPR го таргетирате, го користите како платформа за да стигнете до некој ген, но сега скалпелот е неактивен, на него врзувате некој друг дел кој го активира генот. Откако ќе го активирате генот, вие го студирате неговата функционалност и реперкусиите од тоа активирање, репресирање и така натаму. Но веројатно најинтересниот момент во целото ова излагање ќе биде и веројатно најголем дел од вас тоа ве интересира, се designer babies. Или по дефиниција тоа е промена на гените, таргетирана, целна промена, со цел да се добијат некои посакувани особини. Убавина, висина и така натаму. И бидејќи овие мутации се пренесуваат, ги модифицираат и телесните и соматските клетки, но се пренесуваат и преку половите клетки до следната генерација, тоа се вика герминално генетско модифицирање.
И сега во контекст на пред неколку месеци, нели, на првите генетски модифицирани бебиња, на првите CRISPR бебиња во Кина, дали имаме сигурна технологија за ова? Краткиот одговор е веројатно не. Имаме технологија, но таа не е доволно сигурна. Ако сакаме ние генетски да модифицираме бебиња или ембриони, треба да поминеме низ неколку етапи тука и во секој од тие етапи ние имаме некаква бариера. Прво, имаме непотполно разбирање на биологијата. Не ги знаеме сите гени, например, кои се инволвирани во убавина, вистина и така натаму. И голем дел од нив се поради интеракција на повеќе гени, немаме целосно разбирање на биологијата. Имаме разбирање на ретки болести, имаме разбирање на една мутација која води до една болест, но немаме целосно разбирање на таа системска биологија. Следно, мозаицизам. Бидејќи вие треба CRISPR да го внесете за да воведе некаква промена во раниот ембрионален развиток, сега за сега оваа технологија не ги модифицира сите клетки, ќе модифицира една клетка во самиот ембрион и бидејќи од него се добива цел организам, дел од клетките ќе остаа немодифицирани и кога ќе израсне еден адултен организам, тој ќе биде буквално мозаик. Дел од клетките ќе му бидат модифицирани, дел од клетките нема да му бидат модифицирани. И најбитниот дел е постои тука простор за офтаргетирање. Например, вие сакате да воведете некоја, да инсталирате некоја промена, еве да земеме на хромозом 19, ама бидејќи CRISPR има својство и на офтаргетирање, тој ќе воведе промена и во хромозом 7, која ќе има непознат или непосакуван ефект. Тоа буквално, еве, повторно ќе ви дадам еден пример со такси. Вие повикувате такси и сакате да отидете некаде да пиете кафе. Ќе ве однесе таксито на тоа место, ќе пиете кафе, ама после ќе ве однесе и на друго место за да пиете виски. Во овој контекст некој го сакаат, тоа некој не го сакаат, ама во контекст на CRISPR ова не го сакаме. Офтаргетирањето не го сакаме, бидејќи предизвикува промени кои се вон контрола. Консензусот е дека CRISPR технологијата не е спремна за герминални модификации. Но исто така, CRISPR технологијата има примена и во некои генетски болести кои се пренесуваат телесно или соматско. Например, имаме некоја генетска болест која води до несоодветна функција на црниот дроб. И ние теоретски, доколку го коригираме генот која води до таа болест, ние ќе добиеме една особа која ќе ги изгуби сите симптоми, теоретски. И не се пренесува на следната генерација, но во пракса е малку поинаку. Прво, за да се пренесе CRISPR до било која клетка, треба да се спакува, треба да се таргетира во некое возило, а тие возила се генерално вируси. Треба да го ставиме вирус и тој вирус да го достави CRISPR Cas9 до самите целни клетки. Има два пристапи во ова. Првиот е ex vivo, тој е полесен и се највеќе се работи кај крвни заболувања. Буквално ние ги вадиме клетките од самиот организам, во лабораторија ги модифицираме, ги обавуваме сите контроли на квалитет, гледаме дека нема непосакувани дејства и ги внесуваме повторно внатре во организмот. Тоа сега моментално се работи и посебно и со други методи на генетска модификација имаме успех при третирање на крвни и имуни болести, бидејќи екс виво најлесно е да се работи со крвни клетки, така? Ин виво. Тоа е, го земаме CRISPR, го внесуваме директно до таргет органот. Дали е тоа црн дроб, бубрези, бели дробови, мозок и така натаму. И тука доаѓаме до еден проблем кој перзистира во изминативе 2-3 и повеќе декади во биологијата, односно имаме неефикасна достава на самата алатка која сакаме да искористиме за генетско модифицирање. Например, ние ја ставаме во вирус, ја внесуваме во крвта и, например, еве, ако сакаме да го таргетираме црниот дроб, во зависност од технологијата, само 1, 2 до 20 до 30% од клетките ќе бидат модифицирани. За некои болести тоа е доволно, за некои тоа е недоволно. Но секако се работи и на методологијата на достава и на методологијата на самите молекуларни скалпери, така да имаме огромен напредок и гледам дека во иднина најверојатно ова ќе има најголема примена. И ако сакаме да го сумираме сето ова, CRISPR технологијата до некаде е спремна за соматско генетско модифицирање, секако доколку се контролира тој оф-таргетинг. Дефинитивно не е спремна за герминално генетско модифицирање, бидејќи сме малку вон контрола на целиот тој процес.
За мене барем морално е прифатлива единствено кога бенефитите ги надминуваат ризиците од примената на таа технологија, но во контекст на ова. Имаме болни луѓе. И сега дали тие болни луѓе треба да траат се додека таа технологија стане перфектна, треба да ги оставиме во меѓувреме да страдат. Ова е, мислам, отворено поле на дискусија. И кога технологијата ќе биде соодветна, дали треба да идеме во насока на designer babies? Тоа оставам за дискусијата, а во меѓувреме да се пофалиме дека во мојата лабораторија работиме, секвенционираме геноми, екзоми, за диагноза на ретки болести, за одредување на проактивно одредување на ризици за развивање на некои болести. Така да мислам дека сум тука при крај, така? Да, и стигнуваме до мојот омилен дел, тоа е дискусијата. Прашањата. Така. Фала ти. Имаме прашања. Ќе почнеме од горе. Здраво, сакам да прашам, спомнате дека може да се третира рак, но дали може да се третираат и некои други болести, например како епилепсија, и дали е пробана оваа технологија на луѓе и ако да, на колку? На возрастни луѓе? За да се третира некоја болест, прво треба да се направи соодветна диагностика, така? Треба да откриеме каде се наоѓа проблемот, во кој орган се наоѓа проблемот и потенцијално да најдеме солуција за тој проблем. CRISPR тековно се работат clinical studies и clinical trials и така натаму, но не ни мора да се употребува CRISPR за третман на некои болести, туку стандардни методи на генетско таргетирање, го земаме коректната верзија на генот и ја внесуваме во самата клетка. Имаме за сега најголем успех кај ретина, кај одредени болести, бидејќи ретината е лесно достапна за генетска модификација. Имаме кај некои црнодробни болести, моментално се работи болести на бели дробови, исто така до некаде, али за сега најдостапни се ретината и црниот дроб. За епилепсии, бидејќи ќе се таргетира мозокот, мислам дека тоа ќе остане на крај, бидејќи ќе биде најкомплексно да се стигне до мозокот, бидејќи нели има една капиларна бариера и не е многу лесно да се достават одредени алатки или лекови до мозокот. Но има сега се развиваат одредени вируси кои го таргетираат само мозокот. Па претпоставам дека во наредни 10 години веројатно ќе имаме простори и за такви пристапи во кои CRISPR-Cas9 или некоја друга генетска технологија ќе се стави во вирус, тој вирус влегува директно во мозокот и така потенцијално се третира или се лекува некоја болест. Благодарам. Ако може? Имаме горе уште нешто, така? Да. Јас се извинувам, не ве разбрав добро. Значи, дали има кога ќе се примени веќе CRISPR технологијата за лечење на некоја, например, болест, подобрување, дали има генетско памтење и во следните генерации како подобрена форма одат генерациите со помал процент на ризик? Тоа е разликата помеѓу двата типа на корекција или на наследување. Ако правиме designer babies, тоа е герминално наследување, односно го модифицираме самиот ембрион. Кога ќе го модифицираме самиот ембрион, тоа се пренесува и до половите клетки, ако се пренесе до половите клетки, нели има простори до следната генерација да се пренесе. Но доколку сакаме телесно да модифицираме некој орган кај веќе возрастна особа, ние ќе го модифицираме тој орган и таа модификација ќе си остане само со таа особа. Нема да се пренесе на следна генерација. Благодарам. Завршив. Има горе уште нешто? Уште едно? Ајде и одиме десно. Здраво. Ме интересира конкретно околу начинот на доставување на CRISPR до клетките. Дали се има разгледани опцијата на користење бионанотехнологија или за сега само се користат вирусите и дали сметате дека би било подобро да се користи бионанотехнологија како по лесна манипулација на начинот на доставување? Па да, се работи на нанотехнологија моментално. Видете, вирусите највеќе се користат делумно и ради историски гледано.
најлесни ни се за манипулација и највеќе знаеме за нив е сега и во однос на вирусите. Има разлика дали ќе ставиме ретровируси или аденовируси. Ако ставиме ретровируси, тие влегуваат во геномот и остануваат. И се јавуваат ризици за канцер и така натаму. Ако внесеме друг тип на вируси, а и веројатно и нанотехнологијата би била таква како аденовируси, тие влегуваат и се вика транзиентно пренесување. По транзиентно се смета привремено и ќе треба постојано нова доза да се зема на тој лек. Предпоставам дека и со нанотехнологија, сега ако земеме липозоми, има и други модуси на достава со нанотехнологија, исто така ќе биде привремено. Влегува алатката во самата клетка и како клетката се дели, таа така се разредува и ќе треба повторно да се земаат нови дози од таа алатка, а посебно кога се работи за генетски модификации и редозирање, малку спаѓа во сива зона некоја. Благодарам. Прашањето десно. Да, јас имам две прашања во врска со герминалната генетска модификација. Бидејќи напоменавте дека од мозаиците кои што се кај дизајнер бебиски имаат последици, ме интересира какви специфични се овие последици, дали само на фенотипската изгледот или дали се на гените и кога мислите дека ќе биде оваа герминална генетска модификација спремна за користење? Во однос на мозаицизам, зависи каде ќе настане таа мутација. Некои мозаици буквално изгледаат нормално и нема да имаат никакви проблеми. Првиот проблем кој го гледам кај мозаици е евентуално, и за тоа не знаеме доволно добро, за имуниот систем, како тој се тренира и како ги препознава, бидејќи имаме сега, таа особа ќе има два типови на клетки. Една со еден генетски материјал, друга со друг генетски материјал. Како имуниот систем би делувал? Кај дел од мозаиците нема да има никаков ефект, зависи каде ќе настане тоа офтаргетирање или колку голем број од клетките во самиот ембрион ќе бидат модифицирани. Например, има мозаици кај кои само 1% од клетките се разликуваат се како мозаик. Има мозаици кои се 50-50, има мозаици кои се зависи од самиот тој сооднос на тој мозаицизам. А другото? Која ќе биде спремно? Многу брзо се развиваат работиве. Јас мислам дека во однос на контрола на квалитет во наредниве, моја проценка е во наредниве 5 години мислам дека ќе бидеме спремни за тоа, ама исто така треба да сметаме дека за најголем дел од примените има други технологии, нема потреба да идеме со рискантна технологија како CRISPR. Например, доколку вие имате некаква генетска болест и сакаме таа генетска болест во самиот ембрион да ја неутрализираме. Тоа се прави и сега, ќе треба само да идеме на инвитро оплодување, да го селектираме ембрионот кој не е носител на таа генетска болест и да го имплантираме. Не мора да употребуваме CRISPR. Благодарам. Знам дека имаше уште некои прашања, меѓутоа нема да имаме простор, нема да имаме време да ги поставиме и одговориме во моментов, меѓутоа верувам дека надвор доколку Така, било кој има. ќе бидеме доста. Така. Фала.